Почитувани мој добар ден, го следите најновото издание на Црвена линија. Во него еве зашто ќе проговориме токму со вас. И да врне, и да вее, и бура да коси, лични карти, полицаец носи. Нов министер, нови правила, тие спротивни на членот 13 од Законот за лична карта. 3 дена откако Министерството за внатрешни работи започна со достава на готовите лични документи на домашна адреса, полицајците револтирани велат: ние не сме поштари. Дали ова ќе биде како во народната? Секое чудо за 3 дена. Орце Коцевски од Синдикатот на полицијата во Македонија прашува според кој закон полициските службеници се должни да ги доставуваат личните карти до домовите на граѓаните како да се поштари. И ние во Црвена линија имаме неколку прашања. Дали на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи? Зошто документите не ги разнесува пошта на Македонија? Тоа се прашањата за кои што ќе проговориме во живо со вас, а тоа значи дека ќе го завртите, се верувам, во најголем број телефонскиот број 023070005. А секако ќе ве потсетиме и да не заследите на Инстаграм, бидејќи таму ве очекува нашата анкета. Зошто го велам тоа? Бидејќи инстаграмчи редовно секојдневно се разбира, одговараат и учествуваат во нашите анкети на Инстаграм. Значи, драги мои, прво ќе не заследите на Инстаграм, профилот ни е Црвена линија, а потоа ќе кликнете на Инстаграм стори. Таму изгледаме вака. И секако имаме прашање до сите вас. Дали платеното, ова е старо, ќе мора, тоа ти е компјутерот кога ќе даде нешто што веќе било, но ќе ве потсетам, анкетното прашање ни е следно. Дали треба личните карти да ги доставува еден или двајца полицајци, а се разбира, тоа ќе го имаме и на Инстаграм стори. Заследете на таму и многу ми е драго што еве можам да напоменам дека веќе во овој момент имаме и огромен број на коментари кои што се разбира на Facebook. Тоа значи дека активно не следите и таму, продолжете да коментирате. Голем дел од коментарите ќе бидат и јавно во Црвена линија соопштени. Како и да е, она што е најважно во живот сакаме да слушнеме, кои ќе бидат одговорите на нашите прашања. Почнуваме и со првиот гледач, односно дали на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи. Добар ден. Добар ден. Верувам дека сте добро. Добро сум и вие да видите добро. Така, дали си земавте нови документи, еве да прашаме? Не, јас имам документ, јас сум во години. Така, а еве сметате ли дека на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи? Не, полицајците се полицајци. Тие разбираат тоа е нешто политичариве? Не, мене да ми бе ученици, тоа ќе разбирае. Ја бев учител. Полицајците се полицајци. Треба за друго да работа, а не поштари. Поштари се друго, полицајци се друго. Така, ако сакат полицајците да се напред поштари, нека издаат униформата и пиштолите. Разбира? Не е должност на полицајците да носят това. Поштари имат за това работа. Значи во држава све е шкртнато. Немат никаква култура во држава. Све е расипано. Поздрав од Роме од Виджево. Голем поздрав и до вас и секако до вашите сограѓани кои што не следат во овој момент. Благодарам многу за учеството и ве слушнавте што рече и првиот гледач во Црвена линија. Ние секако продолжуваме со активно вклучување на сите вас, а верувам дека и оние кои што досега немале пракса да се вклучуваат во контактни емисии, еве во Црвена линија ќе бидат за прв пат вклучени и ќе ни ги дадат одговорите на денешните прашања. Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Дали според вас на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи? Дали се слушаме? Да, одлично, повелете. Вака. Полицијата е сервис на граѓани. Се ако е поинаку сватено не е добро. Полицијата постои затоа што постојат граѓаните, а не обратно. Сега, пошто е случајна ваква ситуација во државата, каде што да се избегне гужвата, не е на одмет, иако полицијата му достави
на граѓанинот лична карта или било возачка дозвола. Нормално тука може и да бидат што поблиску полицијата со граѓаните. Така да многу од македонскиве граѓани ја имаат сватено полицијата како служба само за репресија и служба ради што треба да ги казнува. Така да тоа не е никаков проблем. А дали еден полицаец се достави или двајца, и тоа не е никаков проблем, затоа што полицијата треба да има граѓаните треба да имаат потполно доверба во полицијата. Сега мислам дека и полицајци се опремени со камери, така да секој действија службени што ги преземат полицијата се снима. Така да многу лесно е сега во ова денешно време. Така да со оглед на времето, поздрав и се најдобро. Благодарам сега кој што еве го искористивте вашето време и своите 90 секунди за да дадете одговори. Она што не можевме на почетокот се разбира, се исправи, па сега и веќе визуелно ќе имате можност да видите како изгледаме на Инстаграм. Тоа е добра шанса уште еднаш да ве потсетам да не заследите таму и веќе активно да дадете одговор на денешното анкетно прашање на Инстаграм стори. А таму на Инстаграм стори ќе потсетиме, ве прашуваме дали треба личните карти да ги доставува еден или двајца полицајци. Тоа значи дека имате опција под А, доколку сметате дека тоа треба да биде еден полицајец, и опција Б, доколку сметате дека треба да биде двајца полицајци. Кликате на вашиот одговор и во проценти, како и секогаш по рекламите, ќе бидат соопштени резултатите. Продолжуваме со вклучување на гледачи во црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, во црвена линија сте. Црвена линија стално е црвената. Видете вака, ниска работа е тоа да се зборува полицијата или поштарите да ги доставуваат документите. Дали знаете каква полиција имаме денеска, какви поштари имаме денеска, кој може све да злоупотреби тие лични карти? Гледате дека какви кредити се земаат, брзи кредити со фалс, со украдени лични документи, тоа не сме да се помисли. Секој во фамилија има еден да појде да ги подигне за сите во фамилијата личните карти. И не е дошло нож до коска да мора денеска да ја подигни или утре. Битно е да е готова, да е направена личната карта, да му се сигнализира на човекот дека е готова, може да се ја подигни. Ова глупа работа е полицијата или било кој да ги носи. А овие што не можат да добијат на телефонов кај вас и на другите телефони, цел живот се тие неспособни во ништо и затоа не можат да ве добијат. Кажете уште еднаш, зошто не можат, ако може погласно да го слушнам гледачот, зошто не можат да не добијат? Затоа што се неспособни. А ние сме неспособни, добро? Неспособни во животот за ништо не ги бива, па не ги биват и на телефон да завртат. Тоа е тоа. Неспособноста излага на мегдан. Цицаат од државата, не знаат што да зборуваат. А така, најверојатно имавте критика кон оние кои што не може да не добијат. Како и да не ги критикуваме гледачите и секако етиката во црвена линија апсолутно ќе ве потсетам одстанува исто без разлика за која тема зборуваме. Погрдни зборови, навредливи зборови, дури ниту за гледачите, ниту пак за останатите, па дури ниту за самите вас. Ете, тоа е некое златно правило во црвена линија. Се може да се поентира, да се дадат и одговори без секако навредливи зборови, говор на омраза и говор кој што алудира на насилство. Благодарам за гледачот кој што еве даде една интересна насока во однос на овие на темата за која што зборуваме, односно тој смета дека всушност и нема доверба во службените лица или било кој да ги доставува личните документи, бидејќи смета дека може да бидат злоупотребени. А ние ве прашуваме дали на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи и зошто еве според вас тоа не би го правела пошта, односно преку пошта да пристигаат на соодветните адреси. Добар ден. Ало, добар ден. Прекрасно ве слушам, драго ми е за тоа. Мене смеавте, нема доверба во полицајците, дека има доверба во поштарите, кои еднаш месечно им носат документи, овој пошта. Мислам, знаете, јас се чудам и на изјавата на синдикатот дека не сме ние поштари.
Тој колега не ги познаа добро описот и пописот на работните задачи и обврските што ги има. И затоа тој предметот правило на служба не го читал добро. Една од работите на припадници на Министерството за внатрешни работи е контрола на пријавно-одјавната служба, значи на теренот кај што работат. Преку овој начин на достава на личните карти, МВР едноставно ќе изврши мини контрола на лицата, дали едноставно живеат или не живеат. Зошто го кажувам ова? Со самото одење на местото каде што е пријавено лицето, да му се достави личната карта, вие ќе констатирате дали лицето живее таму или не живее таму. А бидејќи имамо телефонски број оставено во самиот документ, ќе може да биде повикано во полициска станица, да му биде врачена личната карта, меѓутоа ќе биде сочинета службена белешка дека истиот не живее таму. Па за понатамошна постапка, што значи едноставно ќе се изврши една контрола. Така да, а тоа дали има доверба или нема доверба, па видите, ако одиме на тој начин, не треба да имаме доверба во никого ние. И ова е еден од причини, мислам, како да ви обяснам, не гледам причина зашто да не ги доставуваме реалскиот полицаец документи за личните карти. Благодарам, Љупчо, за вклучувањето во Црвена линија. Еве уште една интересна насока во која што тече нашиот разговор. Еве дали се сложувате и со изјавата на тоа дека може би и пожелно да има службени лица, односно полицајци, со што ќе се утврди на некој начин, ќе се направи контрола дали лицето кое што го подига личниот документ всушност дали точни податоци и дека е веродостојно се она што стои во личната карта. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добар ден. Па, на еден начин е добро тоа, меѓутоа, од друга страна може би да се искористи за да се искористи за овие лични податоци, од каде се знае дека тој службеник може би е во право. Мислам, нормално да го направи тоа, може би и да не е. Во тој случај оштетен ќе биде самиот граѓанин. Мислам дека не е во ред и тогаш зошто постои пошта, поштари зошто постојат? Како ги носат сметки, вода, струја, нели? Од пошта ги носат документи, пратки. Оно нивна работа е тоа. Полицијата треба да се грижи, ја мислам по мое. Дека да се ситуацијата да биде како што треба, да нема разни пресметки во градов, каде што полиција никаде ја нема. Во тој случај ќе бидат порастеретени и ќе водат сметка за безбедноста на граѓаните во целата држава, без разлика дали е Скопје или друг град. Затоа од пошта треба да си ја завршат таа работа. Моje мислење е тоа. Благодарам. Така, благодарам многу за тоа што го споделивте со јавноста вашето мислење и одговорот си како на нашите прашања. И како што напоменав и на почетокот, драго ме дека од ден на ден се зголемува и бројот на коментари, а за оваа тема мора да укажеме дека навистина има голем број на коментари, токму од оние кои што не следат на Facebook, ако не сте и меѓу нив, секако заследете на нашиот профил Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што редовно и секојдневно ги објавуваме темите за кои што говориме со вас. Одиме со првиот коментар, ќе почнеме со секако профилот на Телма телевизија, каде што ни е објавена нашата тема. Се разбира како и секогаш низ фотографија. Еве, прашуваме дали на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи. Како и да е, одиме со првите коментари. Овде ги има во голем број. Ке подсетам, Organic Fertilizers Agro Protection напишал: зошто они да носат и да ги малтретирате апсолутно без врска? Распоредете ги по полициски станици по општините и оттаму на приемен шалтер ке ги подигнуваат. Неспособни не водеа и неспособни ке не водат. Има ли паметни останато во Македонија? Солем Наков му одговара: избега. Како да не бегајте никаде, туку ве охрабрувам и оние кои што не се вклучуваат во контактни емисии. Сега е времето, со оглед на тоа што сите сме во исчекување дали навремено и ќе се стави ред во доставата, особено на личните документи. Да видиме што ќе кажат следните гледачи. Добар ден. Добар ден.
Ќе ве замолам многу погласно да зборувате за да можеме да ве слушнеме. Па ќе викам ако треба да ме чуете. Така и треба. Ве Браво. слушаме веќе подобро. Па и ве, дали според вас полицајците тоа е нивна Ви работа? правам конкуренција, се извинувам као комплимент, начинот на викање. Така, ама тука потивка сум од тоа што следува. Не, супер сте, добро. Значи, вака на прашањето, јас се речам зошто да не? Па затоа што е таква ситуацијата сега, нели тие институции се во функција на граѓаните, треба да им се помогне за да се разреши тој проблем. Јас само сакам да ви кажам, ме слушате, нели? Да, продолжат. Сакам да ви кажам дека тоа не е новост. Јас ќе ви кажам личен пример, допред некоја година, сметките за вода, кои што доаѓаат еднаш месечно од Попова шапка, ни ги носеше полицаец дома во запечатено писмо. Предпоставувам дека тие си имале проблем со плаќање вода, како што ги знаеме, нели? Вака ти ја дава сметката на рака и не можеш да речеш дека не си ја примил, ме разбираш? Так. Значи, тоа решение е изводливо. Јас сега неćem со полиција да се закачам, ама да се позорникари по улица, што би правеле, сега тука е проблемот сега. По улица да се шетаат, па надомест за тој додатен труд и што ја знам, ама тоа се решава. Значи, треба да се доскочи на оваа ситуација и да се помогне. Благодарам многу, еве што во своите 90 секунди ги кажавте вашите одговори и мислења. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Јас ќе продолжам. Се слушаме ли? Ало? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Благодарам. Повелете. Дали на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи? Така, што мислите? Да, работа им е на полицајците. Затоа што овие лични документи произлегуваат од Министерството за внатрешни работи. Тоа не се обични поштенски пратки, па пошта да ги носи. Тоа се нивни документи. Ако тие сакале да ги злоупотребат, и злоупотребили уште при производство. Уште тогаш може да го земат матичниот број. Значи, ако ние немаме доверба во ниеден во внатрешни, па како ќе имаме во полицајецот што работи на подрачјето каде што живееме? Кажаа дека тие документи ќе бидат однесени во полициските станици, каде што таа полициска станица ја покрива територијата. И тие полицајци си ги носат до домовите каде што адресите се наведени. Впрочем, ако треба јас да видам повикана во полициска станица, како полицајецот доаѓа и ми носи покана, така ќе ми ја донеси личната карта. Ја не знам што не е јасно овде. На поштарите имаме доверба, а на полицајците немаме доверба. Па ако на никого, значи, ако е за тоа и синот, како што рече граѓанинот, може да ја земе, да оди личната карта, па може да немам доверба и во синот. Имаме ние полно случаеви каде што внуците, синовите ги изневериле родителите, ги злоупотребиле нивните документи, извадиле кредит и сега тие ги плаќаат. Значи, како може да живееме ние во ништо да не веруваме? Ова за мене е сосема оправдано и така треба да биде. Не знам. Така, благодарам многу за вашите одговори. Продолжете да не следите, да слушнеме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе и до сите вработени во Телма телевизија. Големо благодарам и во името на целата редакција. Да ти кажам наискрено, многу го искомплицира. Зошто да биде просто кога може да биде вака комплицирано? Па на што личи ова? Па сега ќе чекаме. Еве јас имам извадена лична карта, ама зборувам за другите. Па сега ќе се слика, па после ќе треба да седим 5-6 дена дома, па не знам кога ќе дојде милицаецот, па да ме начека дома. Па ако не ме најде дома, тој рече некој си заменик министер, не знам што беше таму од МВР, па ако не ме најде дома, па ќе се договориме пак да ме бара. А толку многу искомплицирано, Тина, значи можеше да се направи, значи сите тие лични карти таму во објектот да се поделат по општини или по азбучен ред, да вработат у тој момент повеќе администрација, нека ускочи, нека помогне. Нека ги наредат по куќи или по што, по параван или по што ќе ги редат. Секој ќе си доаѓа, ќе си оди кај одреден службеник, ќе си ја подигне.
Значи толку многу го искомплицира, па јас сум работела 100 години веќе по разни институции, кај што не сум работела, сме имале ситуации Тина кога јас и у погон сум ускочувала 2 пати да поработам, им помогнам на работниците. Значи се може ако се сака, а ова сега толку го направија веќе, леле што се случи. Аман веќе од служба нека отидат таму, нека ги поделат по азбучен ред, готово завршена работа, а не таму ставил еден службеник и тој сиромав бара се изгубил во тие документите, не може да ги најде. Благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Одеме пак онаму каде што се коментира, ве подсетувам она што не сте го доискажале или сакате и ве преку коментар да продолжите дискусијата, тоа можете да го сторите на Facebook, профилот е Црвена линија, но и на профилот на Телма телевизија. Продолжуваме со коментарот на Катерина Андова Димитриева, која што напишала па не име работа, цело работно време да го минат во казна, најверојатно мисли на казина и кладилници, но ете ги минуваат и излегуваат пред да им заврши работното време за да се одјават точно на време. А Сладјан Ѓоргиевски напишал: полиција не е пошта. Абе полицајци сте, дигнете глави и не се плашете од никого. Остајте ги северџаните, нека кршат глава и пуста горе, таму им е местото. Како и да е, ние прашуваме дали на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи, зошто документите не ги разнесуваат Пошта на Македонија и доколку ги разнесуваат еве полицајци, дали според вас треба да ги доставува еден или двајца полицајци? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во Црвена линија сте. Дали не слушате во Црвена линија? Да, се слушаме. Повелете. Вака, бидејќи сега настана проблемот, тоа требаше турано да се мисли уште ланската година, сите документи да се поднесуваат по општините и во општините да се подигаат, значи лично. Ќе се растеретеше гужвата, значи да се на сите медиуми, печатени и да се обавестат граѓаните дека имат една година да ги предадат документите кои стекува спрема законот и во општините немаше да има воопшто гужва. И истите документи да си ги подигнат во општината каде што живеат. Меѓутоа, бидејќи ова не се реши на еден цивилизиран и практичен начин, кој знае што е достава. Полицијата треба сигурно 50 до 60% вработени полицајци да ги разнесуваат документите, пошто не е само лична карта, тука и пасош, и сообраќајна, и возачка, значи тоа е огромна работа. Значи пола од полицијата треба да оди по Скопје, па не е дома, но не може 3 пати да доаѓа кај некој да му испостави документи. Значи сега не им е работа на полицајците, они си имаат своја работа, што треба да си ја работат, зашто е и полицијата, е намената на полицијата, меѓутоа, бидејќи не го решиле тоа практично, кога имале време да го решат на еден интелигентен начин во општините, сега нека си ја разнесуваат, нека ги разнесуваат, нема друг начин. Инаку граѓаните треба пак да се туркаат нервози. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. За останатите ке подсетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди, но тоа не значи додека траеме, како и секогаш еве напомена, можете повторно да го завртите нашиот број 023070005. Идрис Зенили напишал: во ингеренција им е да одземаат лични документи. Па зошто да не еднаш да ги достават личните документи на граѓаните? Подобро така од секој ден да раскапуваат по ладното, да држат ред и мир. Па што мислите вие, дали на полицајците ме работа да доставуваат лични документи? Можевме досега да слушнеме повеќе одговори, според некои граѓани воопшто не им е сигурна варијанта дека нема да бидат злоупотребени на тој начин личните документи на граѓаните. Некој пак смета дека токму на ваков начин ќе се воведе ред и контрола, дека токму она што стои како информација во личните документи ќе биде идентично и на она што ќе биде сретнато на врат. Ете така ќе кажеме. Добар ден. Да доискажам ако може. Како не може, слободно. Види вака, значи ја гледам дека луѓето тотално не познаваат некоја подпроблематика. Вие имате диспресирани пунктови на МВР по општините, тоа е имате во Бутел, имате во Карпуш, имате во Ѓорче Петров, имате во Центар Беко и имате Драчево.
Значи има, не е да нема. Проблемот е настанува затоа што во телевизија има многу голем број на кабини. Дали ме разбирате? Таму се сликаат луѓето. Иначе тие што се сликаат во Ѓорче Петров си ги подигаат во Ѓорче Петров. Тие во Бутов си ги подигаат личните карти. Значи луѓето треба да знаат една работа. Втората работа. Доставување на вакви акти во МВР е строго контролиран процес. Точно во одреден процес се знае каде е актот, кој го задужил, кој го во постапка си има, значи тој што го прима, па на кого го дава, па тој на кого го дава, па после има поврат на што се случило со актот. Значи не е тоа Алајбегова слама така да се дава. Тоа е една работа. Втора работа, начинот на кој овие лични карти ќе се доставуваат до странките може да го организира самиот командир со тоа што ќе назначи еден човек во полициската станица. Сите имаат пишувано мобилни броеви за контакт во барањето за поднесени за лична карта и тоа лице може да ги повикува странките да доаѓаат до станица да си ги подигаат личните карти. Значи не мора ни полицајци да ги разнесуваат личните карти по теренот. Меѓутоа ја пред како кажа дека една од можностите е да контрола на пријавно одјавната служба и точно да се види. Значи од процесот на доставување зависи од самиот старешина како ќе го организира. Може да ги задолжи полицајците, но не мора да ги задолжи, може да Благодарам многу за јавувањето во црвена линијата и практично како изгледа оно што го велиме ние репета. Значи, ако не ви се доволни 90 секунди, како и гледачот слободно можете повторно да добиете нови со вртењето на нашиот број. Добро вечер веќе. Здраво, уште се гледа, ајде. Здраво. Еве, дали на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи? Не знам, мене не ми делува дека им е работа. Нив им е работа да воведуваат ред и мир у државата, законот да го спроведуваат и да не бидат корумпирани, да не бидат подмитливи. Тоа им е ни обавеза и да не штитат мене, тебе, а не само овие горе што се уврват. Иначе, пошта треба да се врши оваа работа ако веќе решила државата да испадне фер према нас, према тебе, мене и останатите. Така да, од поста видовме, више се гледа дека не ја грее сонце, ама више ни месечина не ја грее. Така да ни полиција, ни пошта нема да ти ја завршат работата, ако сам не си ја завршиш работата. Еве да речеме, јас кога закажував, може да ми закажат у Дрочево, таму живеам. Не ќе да ми закажа у телевизија, не дека јас сакав, најголем противник сум да идам да се мрцварам горе у македонска телевизија, него да тука кај мене. Ама ми закажа у телевизија, се треба у телевизија да се земам личната карта. Баш ќе видам, еве нема да ја земам, ќе терам уште со старава, не ми е моментално золко да ја земам. Дали ќе ми ја донесат, па ќе ти јавам. Бивали? Ме слушаш? Да. Значи ќе ти пренесам на следното јавување или кога ќе ја донесат. Обавезно да ни пренесете еве како изгледало цел тој процес. Благодарам многу за јавувањето. Сега го ќе ви посакаме многу среќа, брзо и да не почувствувате тегобност при подигањето на личните документи. Како и да е, дали полицајците според вас, драги мои, треба да бидат оние кои што ќе ги разнесуваат личните документи? Дали може би документите треба да се разнесуваат, односно преку пошта? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Па вака, редно е да се фатат нешто за работа. Ако може малку погласно, само би ве замолила. Редно е полицајците да се фатат нешто за работа. Така да за друго не ги бива криминалот ни цвета, не смеат никаде да пружат прст. Така да подобро нека глумат поштари, така поштата не работи. А не да дрема само на радарот и да глават народ. Значи, подобро е нешто да работат. Важечки документи, пасош извади пред 2 години, за 10 години важи, сега пак ќе плаќам, пак чуда. Значи тоа се чисто криминалци, а не некоја институција. Че знае до кога е документот. И што е спорно сега да вади пари некој? Па да се дигнеме ние од селата до Кратово, 1000 денари да ставиме трошак, да се стикаме, 1000 денари да носиме, да бараме 5 пати лична карта. Тоа е срам од протекторат. Ова не речи ни на служба, ни на ништо. Голем поздрав годин.
Голем поздрав. Благодарам многу за вашето учество. Сега кога продолжите да не гледате, за да слушнете какви одговори ќе има понатаму. Ќе продолжиме и со коментарот на Јовица Атовски Атос, кој што еве вака напиша. Значи, за Јовица Атовски Атос, еве ќе го покажеме ова прашање наше, дали на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи. Јовица го напишал следното, дека, еве, многу глупаво прашање, од каде обичниот човек да знае кои се ингеренциите на полицијата. Очигледно ви е цел луѓето меѓу себе да се препукуваат по социјалните мрежи. Нешто не ни е цел да се препукуваат, туку недозволиво и да се препукуваат, а уште помалку да се навредуваат. Она што ни е цел е секако да слушаме како гледаат на ваквото идејно решение граѓаните, односно полицијата да биде таа која што ќе ги доставува, се разбира, до нив готовите лични документи. Кирил Нешковски на ова му напишал на Јовица, единствено исправно би било документите да се распределат во полициските станици спрема општините на живење и граѓаните сами да си ги подигаат врз основа на идентификација. Во секој случај преку пошта не. Тоа е само моето скромно мислење. Јовица продолжил, така е Министерството преку јавните гласила, треба да ги извести граѓаните дека документите им се во реонската полициска станица и можат лично да си ги подигнат. А пак од полициската станица можат дополнително преку своите реонски полицајци да ги запознаат граѓаните дека документите можат да си ги подигнат во полициска станица и толку. Ета, преку ова дискусија меѓу Јовица и Кирил, сушност Јовица го даде одговорот она што го очекуваме, односно неговиот став, така да не гледам дека нас не е глупаво прашањето. Туку напротив, граѓаните имаат можеби и многу по-квалитетни идејни решенија за тоа како ефикасно и брзо да се доставуваат готовите лични документи. Добар ден или добро вечер веќе. Добар ден, Тина. Поздрав од мене, поздрав од Струмица. Поздрав до Струмичани од нашата редакција. Сега јас кажам. Значи, правилно е полицајците да ги носат личните карти. Еве зашто. Например, 2020 да 200 евро за, мислам за мене, за жена и за пасоши и за лични карти. Сега пак 200-400 евро, 200 евро пензија взимам. Значи, 2 пензии ми отидува за 3 години. Сега полицајци да ги разделат, ќе примат од најголемото малцинство што е во државата полицајци, ќе ги плаќаме. Еве пак ќе ги сменеме после некој личните карти, значи ќе има пари. Значи правилно е да ги носат малцинството да бидат запосли. Гледам нема запосли во Скопје малцинство, во ова државна болница, во ова градска болница, значи нема, мислам македонско малцинство нема, ова. Кажете ми, еве, дали вие извадивте нови лични документи? Да, ама жал ми е што јас морам да одам да изземам во гужви. А така ќе ми ги донесеа дома. Значи, правилно е полицајците да запоснат полицајци од малцинството и да ги носат дома. Тоа е најправилно. А иначе за пари, има пари државата. Како нема пари? Може ли 78% ќе ги покачат, платите пак ќе ги покачат, пак ќе ги смениме личните карти, возат ќе се, еве се НМК што е на таблиците, регистрација таблици. Па ќе земеме нови регистри таблици. Ако кошат 1000 денара, ќе бидат, ќе ги направат 2000, пак полицајци дома да ги носат. Значи се е борет, значи правилна одлука на некој. Благодарам многу за вклучувањето. Ве уште еден интересен коментар на Владко Миленков, кој што напишал: тоа важи за специјален народ, не за сите. Нека се јави обичен човек без врски со партиите, дали има примено лична карта дома. Дејан Насковски напишал: а што им е работа освен да клатат врати по чајджилници и кафани? Васка Павловска напишала, односно му реплицира на Дејан Насковски, па како ќе јадат сендвичи, пици, гага и ќе пијат кафиња. Ние прашуваме во црвена линија и понатаму дали на полицајците им е работа да разнесуваат лични документи и дали според вас документите треба да ги разнесува пошта на Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме во црвена. Видете, работа на полицијата не е таја да разнесува документи по куќите, по домовите, да му ги на лицата кои што побаруваат, значи. Меѓутоа, ете сега, бидејќи ги има во доволен број, па можат
да брката работа. Службени лица се, некој вели од кај знам јас, шо е тој, како е тој, па зната се представат тие. Имат бечови, имат лични карти полициски, имат сите работи, така да не може мене личната карта да ми ја донеси било кој. Ке ми ја донеси полицаец. Меѓутоа и предлогот на Љупчо беше многу добар од Радишани. Сите имано ставено телефонски број за контакт. Така да многу лесно е да не најдат, да не обавестат дека ете личната карта ни е готова и да одиме на одредено место да си ја земеме на одреден пункт. И тоа е добро, исто така. И уште подобар предлог, меѓутоа, еве, важи и овај, оти да не. Само работата на полицијата е сосема друга. Сега, ако му дат нешто додатно, тие се секако ги има. Вот. Така, благодарам многу и вам за јавањето. Посетување за останатите, само внимавајте на тајмер од 90 секунди од бројува. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Јас ќе дадам шанса на гледач секако во живо, но доколку не успееме да се конектираме веднаш, ќе преминеме и на коментарите. Навистина ми е драго што во ова денешна тема имаме и огромен број на коментари на Facebook. Продолжете секако со дискусијата и таму. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме во црвена линија, сте, повелете. Ако сам ја на линија. Да, ве слушаме, повелете. Добро, вака. Ништо не бендисува в цело време на ова влада и на предходната, едино ова, точно полицајците да бидат задолжени за поднесување на лични документи на народот. Знаете зашто? Ево, предходниот вика, не ми е работа на полицајците тоа. Кога ќе те стопират негде, што ти барат? Дали ти барат лична карта? Да. Полицаец има право да ти контролира, да ти прашува кој си, што си, кој идентитет, кај поминува, што идеш, што направиш. Сега, да иде преко пошта, нашите поштари ги знаеме, и знаеме што значи пошта, веќе тоа е. Полиција има право тој документ што се дава од Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија, има право да ги поднесува дома. Знаете зашто? Затоа што точно се штити идентитетот на персонот кој го давал тој документ. А ако се дава по цивилни раци, разни пиздарии ќе се прави во оваа држава. Со разни матични броеви, други, трети ми рече, ти реков, знам, не знам. Него полиција строго доверлив документ е тој. И тај документ е доверлив за граѓаните. Кој мене ќе ми бара поштарот или било некој обичен курир ќе ми бара документација кој си да му покажам. Едино Ќе подсетам, внимавајте на тајмерот и ќе се заблагодарам и вам за учеството. Продолжуваме, не случајно ги читаме и коментарите паралелно со вклучувањето на вас, драги гледачи, за да можеби со некои од гледачите на оние кои што коментираат на Facebook ќе најдете и заедничко размислување или можеби сосема нешто спротивно. Недим Мисоски напишал: демек полицајците се зафатени многу. Ајде. Повеќе полиција имаме отколку вработени во цела држава. Вака барем ќе допринесат нешто. Колку толку. Само имам една дилема. Дали ќе знаат добро да ги прочитаат адресите и имињата, пошто Македонија има најнеписмени и најнеобразовани полицајци. Никола Мирјана Стефановски има краток одговор на нашето прашање, вели не, а Никола Гушковски напишал: па кога се неписмени со еден курс, па да не малтретираат за безвезе работи во собраќајот, подобро да се откорист нешто. Дали на полицајците има работа, драги гледачи, да разнесуваат лични документи? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Јас сум на линија, така? Да, повелете, ве слушаме. Многу слабо јас ве слушам, али доколку се слушаме, јас си зедов за право уште еднаш да се јава. Секако дозволено.
затоа што гледам дека голем дел од македонските граѓани се експерти за се и се што. Али за тоа што училиште се образувале, најверојатно и тоа не го знаат. Така да полицајците 99% добро си ја завршуваат работата. Ако некој е малтретиран од полицијата за некој сообраќајен прекршок, па онда може и тој прекршок да не го прави. А некој од гледачите спомна полицајците се корумпирани. Па зошто тогаш им даваат пари на полицајци за да бидат корумпирани? Нека си плати казна. Сега казните доста се големи. Нема потреба, том погрешил некој, нека си плати казна и завршена работа. Значи, самиот народ прави полицијата да биде корумпирана. А од друга страна, за доставување на личните документи, тоа е добра практика и мислам дека нема да има никаков проблем. Али кај нас, пошто сите експерти се за се и да нема проблем, македонските граѓани знаат и да го направат проблемот. Ако нема, и дури ќе го измислат. Поздрав и пријатно. Благодарам уште еднаш за повторното вклучување. На профилот на Црвена линија на Facebook продолжуваме и со следниве коментари. Гордана Тодоровска напишала: во нашава држава се изгубија критериуми за работните задачи кај сите вработени во државните служби, почнувајќи од раководните служби кои се непрофесионални и не си ја знаат работата. Не владее хиерархија, туку анархија. Гоцевска Санјичка напишала: само кафиња пијат, зашто да не ги однесат. Стефан Светанов напишал: страшна работа, зошто министерот не земе да ги носи, барем ќе биде користен за нешто, вака само докажува до некаде дека нема да го биде. Како и да е, продолжуваме со вклучување во Црвена линија. Дали сметате дека на полицајците има работа да разнесуваат лични документи? Добро вечер. Добар ден. Добар ден, многу слабо ве слушам, ќе мора погласно. Силно ќе викам. Одлично, веќе е малку подобро, повелете. Сега, само едно прашање кратко ќе ми одговориш. Ова Црвена линија за денеска, вие предложилите или уредникот? Одговори. Јас или уредникот? Морам да признам дека гледачот не го слушам доволно добро за да разберам целосно што зборува. Дали ќе може гледачот да му го ја вратиме, а се исклучи. Што кажа, не знаеме, може би веќе ни откриете вие допрва кој што слушавте од ТВ приемниците. Како и да е, за квалитетот да се слушнеме подобро, јас ќе ве замолам пред се по вклучувањето во Црвена линија да го намалите целосно тонот на телевизорот. Секако да не зборувате преку интерфон, бидејќи звукот знае да се разли и да изгуби на квалитет. Што значи продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Не би рекол јас да има потреба полицијата да разнесува тие документи. Верни, неверни. Верни милицајците, другите неверни. Епа, сега, ако е така, за шоферит, травматичниот број, да не се дознае тоа она на човек, од судот, препоставуваме, пример, се носат личните документи или преку поштата и дат, или има корид од судот. Како тие и носат? Не му и дават на милицајците, па да и носат и таму се лични документи кои постои тој матичен број. Неморално тоа е, само може да биде во завитена форма во писмо тие документи, да се во писмо и на пошта може да се прата без никаков проблем. По моје, јас сега ги прашувам сите граѓани. Јас ќе му дам мојот матичен број на кој сакат и да видиме што може да направи. Што ќе направи тој? Што може да направи со матичниот број? Матичниот број на секој еден може да му се најде, да му се едноставно му се промени. Сликаш личната карта, ја пушташ во некоја установа, за да ти издаде некој документ. На личната карта е матичниот број. Големо благодарам и вам за вклучувањето во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер.
Во црвена линија сте, повелете. Јас мислам дека не им е работа тоа на полицајците, тоа секој со свое мислење, меѓутоа ако е нешто, ако треба нешто да се направи, меѓутоа ја мислам дека не е толку интервентно како многу луѓе што рекува дека има сите оставено. Јас не сум ни вадела, не мислам да вадам овако, пошто ми важи личната карта и дека не е ова законски. И си има закон, после 5 години, ако добиеме од Европска Унија датум, и тогаш има само што треба и како треба да има за личните карти. Меѓутоа, ова таква идентификација, јас не можам да сватам вие како може да му дајете некој лична карта да разнесува. И ако е во затворен плик, разбирам. Меѓутоа, вие вака да дадете, тоа е еден документ што ти е буквално како со сите идентификации, лична карта се знае што е и како е сегдека у свет, не само кај нас. И ја до сега вакво искуство не сум имала и не сум чула кај нас, вака да се разнесуват лични документи. Зборам конкретно за лична карта или пасош да биде. Па тоа веќе е поголема идентификација од немаш, значи разбирам во плик ако е ставено и да, меѓутоа вака да се разнесува и баш полицијата да ги разнесува, до сега немам вакво нешто слушнато, меѓутоа ако така нешто треба, а оставаш број на телефон, не можем ја ова стварно да го разберам, полиција да земе и да се занимава со разнесување на лични документи, место има еден куп работи, други полиција што е незе во опис и попис на работа. Значи ова е. Благодарам многу и еве пред да преминеме на она што следува, еве уште може и овие коментари. Живко Митев напишал и ова чудо не бевме го виделе, има ли некој паметен да каже нешто за оваа работа. Бети Јанковска вели не, тоа е работа на пошта, а Тони Јапето напишал кога можат кажни да ни пуштат, оти да не ги доставуваат во цивилизиран свет, така се работи, што има лошо во тоа, лични документи дома со службено лице, а не по пошта. Сега следуваат реклами, а подосна и резултатите од Instagram Story анкетата. Сега да видиме по рекламите како одговорија Инстаграмџи на Instagram Story анкетата на Црвена линија на прашањето за денес дали треба личните карти да ги доставува еден или двајца полицајци, еве ги одговорите. Инстаграмџи во 39% сметаа дека треба да ги достави еден полицаец, сама 61% сметаа дека тоа треба да бидат двајца полицајци. А јас сметам дека во овој момент треба да ви се заблагодарам само за учеството во Црвена линија и веднаш да ве поканам, апсолутно никаде да не мрдате, бидејќи ќе имаме, слободно ќе кажам, едно неверојатно, спектакуларно и како никогаш досега, барем за мене, издание на најгледаниот квиз заврти на Телма Амот. Шема нема да се менуваат работите кои што постојано ги правиме, тоа е подкажување. Значи, пак ќе бидам издајца крастајца, што значи добро запаметете некои од прашањата. Одеме со прашањето кој претседател на Соединетите Американски држави во 2002 година ја доби Нобеловата награда за мир. Потоа, кое е најизвезуваното холандско сирење? Имате и вакво прашање. Кое цвеќе цути во народната песна Ајде дали знаеш, паметиш ли милице? Ајде уште едно, нека биде како на буквата М се вика воена вежба. Сега ќе видите како изгледа најновото издание на Заврти на Телма. Јас сум многу возбудена, немаме трема, туку како се вели, едва и чекаме да почнеме. Останете со нас.